Цените ќе продолжат да растат, животниот стандард ќе опаѓа. Народната банка предвидува зголемување на инфлацијата која годинава ќе достигне 2,2%. Главните ризици ќе доаѓаат од цените од увоз. Се очекува драстичен пораст на цените на нафтата и храната. Сепак, гувернерката смирува дека овој раст на цените ќе биде привремен, пошто до година инфлацијата ќе биде нешто пониска, односно околу 2%. Се очекува голем раст на цените на енергенсите, особено за нафтата. Промените во овие два сегменти значајно може да влијаат на ценовната динамика. Јавниот долг кој надмина 60% од бруто домашниот производ ќе продолжи да расте. Гувернерката предупредува, штом критичната граница е надмината, владата треба да биде многу внимателна во управувањето со јавните финансии. Неопходна е итна фискална консолидација како бројките би останале во сигурната зона. За неа најавите за нови задолжувања се очекувани за финансирање на буџетскиот дефицит, предизвикан од големите издатоци за здравствени потреби и помош на граѓаните и стопанството. Сепак апелира на крајна внимателност во управувањето со народните пари. Нема дилема дека е потребна и неопходна фискална консолидација за да јавните финансии останат во сигурна зона. Доколку ја погледнеме фискалната стратегија, со фискалната стратегија се предвидува постепена фискална консолидација, потврда за тоа и планот за намалување на буџетскиот дефицит од 8,1 минатата година на околу 4 над 4% оваа година и потоа на среден рок постепено намалување на дефицитот до 3%. Економскиот раст годинава ќе достигне 3,9% и стои во најновата пролетна проекција на НБМ. При тоа поголем придонес кон растот ќе има домашната побарувачка, а послаб извозот. Главните ризици доаѓаат од пандемијата, дома поради бавната вакцинација на населението, а однадвор поради евентуално побавно закрепнување на најважните трговски партнери, проследено со пониски странски инвестиции и дознаки од иселениците. Пред пандемиското ниво економијата ќе го достигне дури до година. При пролонгирање на последиците од пандемијата, растот ќе биде помал, односно 2,9%.